почнува фолка страда, затоа не го менувате каналот, бидејќи ќе чуете на вистина убави македонски песни и убав муабет. Денешни наши гости се Адријана Кеш, која што ни слета директно во студио од Америка, потоа момците од група Милениум и момчето кое што се афирмира. Момчето кое што тек сега ќе направи бум на македонската народна сцена, тоа е Душко Кировски. Останете со нас. Кажи, облачеле бело, откај идеш, што си невесело. Дал го виде моето родно село, дали слушна мајка ми што збори. Дал го виде моето родно село, дали слушна мајка ми што збори. Јас го видов твоето родно село, и јас слушнав мајка ти што збори. Тугина е моето чедо мило, со тугинци туги лебделило. Тугина е моето чедо мило, со тугинци туги лебделило. Ти кажи, облачеле бело, жив и здрав ти да си ме видело. Време иде дома да се върнам, да се върнам, мајка да прегърнам. Време иде дома да се върнам, да се върнам, мајка да прегърнам.
Treti tovar merake nosa. Ja svoje denke sedam, drugi čagi ke svira. Treti tovar merake nosa. Hej, morimo me, kako da rečam, za Soluna, za Stambola, ne ja ne dava. Hej, morimo me, kako da rečam, za Soluna, za Stambola, bitola ne dava. Za Soluna, za Stambola, bitola ne dava. Prosti mi srce moje, što drugo neke možam da ti podaram. O ljubav koga patiš, soboka ke si platiš, ljubeše iskreno. Prosti mi srce moje, što drugo neke možam da ti podaram. O ljubav koga patiš, soboka ke si platiš, ljubeše iskreno. Kako da ti rečam, mila, ostani, kako da ti rečam, da ne zaplačam. Srce vo za tebe koga udira, dušava bez tebe koga umira. Kako da ti rečam, mila, ostani, kako da ti rečam, da ne zaplačam. Srce vo za tebe koga udira, dušava bez tebe koga umira. Za neja život dala, rakavo odastala, da ja osvojam. So drug si odi sega i da se vrati nema me zaborava. Za neja život dala, rakavo odastala, da ja osvojam. So drug si odi sega i da se vrati nema me zaborava. Kako da ti rečam, mila, ostani, kako da ti rečam, da ne zaplačam. Srce vo za tebe koga udira, dušava bez tebe koga umira. Kako da ti rečam, mila, ostani, kako da ti rečam, da ne zaplačam. Srce vo za tebe koga udira, dušava bez tebe koga umira. Dušava bez tebe koga umira, dušava bez tebe koga mi umira.
Веќе ги најавив гостите, токму затоа не треба да го менувате каналот. Добре дојдовте во Фолк Естрада. Добре најдовме. Добре дојдовте уште еднаш. Вие не сте за прв пат во Фолк Естрада, па затоа ќе можеме да си правиме опуштен муабет. Најпрво ќе започнам со дамата, бидејќи тоа е според Бунтон и бидејќи некако слета директно кај нас во студио, од Америка директно во Да. Сидал. Имав малку време да се пресобличам и да дојдам. Да, скоро слетав од Америка. Значи пред некој ден се уште не можам да се приспособам ни на времето, ни на спиењето, ни на ништо. Меѓутоа дома си е дома. Дома си е дома. Дома си е дома апсолутно. Како помина? Тоа беше за нова година, ако не се Да, лажам, бевме турнијата, за така? нова година, некаде 16 декември заминавме, значи имавме и пред новогодишни концерти. 2 месеци, скоро 2 месеци бевме без некој ден. Се вратив полна со добри впечатоци, со добри спомени. Значи, пред се екипата со која што бев таму ми беше баш онака добри луѓе. Кога си со добри луѓе, секаде е убаво. Ете така се погоди. Значи бев со Митко Бежановски, саксофонист, тој ми е школски другар, значи цел мој живот се знам со него. Со Тота ти е еден од најдобрите луѓе кои ги познавам, Златко, Спасен Силјановски, значи феноменално. Значи одбрана екипа која Одбрана што баш екипа, сте се погодила. Баш и добри луѓе пред се. Значи екипа како музичари, како професионалци одлични, меѓутоа и како луѓе. Одлично. Кажи ми како бевте прифатени од нашинците во Америка? Мене ми е втор пат. Значи ова ми беше втор пат, сум била пред 4 години. Тогаш си поминав исто одлично. Сега веќе и повеќето од луѓето кои што беа на наши концерти ги познавав, нели, од што биле предходен пат или биле на наш настап или како и да е. И апсолутно секаде е прифатена македонската песна, значи од нашинците. Таму пеевме 90% од настапите беа со чиста македонска музика и бевме доста добро прифатени. Супер, Андријана, колку има разлика од пред 4 години кога замина на турнеја, кога пееше таму и сега? Има разлика во моето размислување, друга разлика Какво било тогаш, какво е сега? Како па тогаш ми било прв пат. Значи очекуваш, јас секогаш давам максимум на моите настапи, меѓутоа тогаш баш онака што ќе прифатат, дали ќе ме прифатат или не. Сега кога веќе сум таму по втор пат, значи сум прифатена и На сигурно. да, на сигурно да. Момци, веќе кога започнавме со турнеи, дали вие можеби бевте сега некаде на турнеја или еве сте во преговори некој за наредна турнеја? Така. Од претходна година во мината емисија разговаравме, бевме во Германија, са од нова година наваму ние имаме најава исто за Германија станува збор, само неблагодарно ја шпекулирам точно затоа што уште не е дефиниран датум, да. Тој концерт се планира да биде во работни денови, така да веќе оставиме за наредна приликата точно кажеме кај ќе биде. Супер, бидејќи ние не се видовме нешто пред нова година и не знам точно каде бевте за новогодишните празници. Да, таму веќе 4 пат поред сме во ресторан хотел Климетица Охрид. И еве првен ни поздрав до персоналот, до газдата Љупчо, да испратам таму фантастично врви, мислам се експерти за организирање на една одлична новогодишна вечер, беше со одлично мени, беше во полн капацитет, нели? А вие сте тие што прават една преубава забава. Па да, драго ми е да ти да го кажа тоа, не ќе од мене да биде, да се фалам самиот. Да, беше два вечери свиревме таму, беше топ, мислам имаше стварно двата беа со многу гости. Одлично. Бидејќи вие сте момче кое што тек сега се пробува на оваа македонска народна сцена, дали можеби ти целиш кон некоја турнеја, дали можеби тоа го посакуваш, дали не знам, дали некогаш сте биле некаде на турнеја? Па да, биден сум на турнеја во Италија, тоа беше за Великден 2016 година. Значи лани да кажеме, минатата година, да. Како тоа далечно да го кажа? Па тоа беше 2016 година. Давна. Па 2016 да. Скоро една година има поминато. Каде што поминав одлично, ми беше прво искуство, морам да признам, прва турнеја, имав малце трема, но поминав одлично. Поздрав до друштвото Филип II, кој ме повика во Удине. Беше супер.
се надевам дека ќе ме побараат И оваа повторно и година. оваа година. Оваа година малце тешко бидејќи имаме ангажмани, приватни забави. Времето ќе покаже како ќе Дали биде, ќе што може да биде, се погодите со Дали ќе може термините? да се погодиме, да. Бидејќи и претходниот пат кога ни гостувавте во Фолка Страда, споминавме дека имате само една песна, колку таа е прифатена од македонската публика, колку сега таа песна бара повеќе ангажмани, односно добива повеќе ангажмани и колку вие посакувате да правите се повеќе и повеќе нови работи за вашата кариера? Да правам повеќе работи посакувам многу, а песната е прифатена максимално. Моите пријатели имаат прифатено максимално. Настрана не знам колку е прифатена. Пријателите како и да е ќе прифатат вашата песна, туку на вашите настапи дали ја пеете таа песна? Па ја пееме. Дали Ја пееме. веќе гостите кои што доаѓаат на вашите настапи ја подпевнуваат? Да, ја пеат песната. Тоа е најважно, веќе е прифатена А што таа кажав песна. за моите пријатели некогаш можат замерка да ми најдат. Критични пријатели. Апсолутно. Некоја песна, некоја строфа сум сгрешил, одма ми кажува, значи замерка, таа и таа песна. Не Дали беше тоа. Дали тоа ви значи кога имате критика од вашите најблиски? Па тоа многу ми значи. Ми дава желба, ми дава поттик за повеќе да вежбам, да се усоваршувам. Супер, значи ги слушаме пријателите и ќе продолжиме понатаму. Мора да продолжим. Андријана, дали ти можеби имаш, вие можеби, извинете, имате такви пријатели од кои што барате критики, од кои што ја барате поддршката и кои што знаат да ви кажат, Андријана, можеш ти ова многу подобро да го направиш? Моите пријатели се мојата најголема критика, значи апсолутно во секој поглед ме поддржуваат за тоа што го работам, меѓутоа многу често знаат да дадат критика. Дали тоа било за гардероба, дали било за некој настап. За песни, за текстови не ме критикуваат, затоа што обично јас сум таа која во право, тие изведувачите, оригиналите се грешни, јас пеам во право. Ама да, апсолутно, сам најдобрата критика и најреалната доаѓа од твоите блиски. И мојата фамилија, значи апсолутно мојата најголема поддршка и најголемата критика да добивам од Колку често, например, тие кога ќе ве искритикуваат, знаете да си кажете, па добро, работам постојано, можеби еднашка треба да ме пофалат како што треба, дали можеби премногу ми даваат критики, дали можеби тоа влијае на вас некогаш негативно, кога сте веќе преуморно од се, од премногу настапи, тие, можеше вечерва многу подобро тоа да го направиш. Не замерувам ја за тоа, не ни се вика во Битола, не клавам на дикат. Како? Не клавам на дикат. Ова само вие ќе го разбирате бидејќи сте битолчани. Ние си сме битолчани, Ние ќе се разбериме, да. Ние гледачите Google кои Translate. Не ставам толку на срце. Значи, прифаќам апсолутно, кажав дека ми значат многу нивните критики, меѓутоа и не толку често знаат да ми дадат така страшна критика за да се навредам. Или да... Бидејќи сте најдобри. Далеко од најдобра. За најдобра никој не е најдобар и од најдобриот има подобар, така да. Секогаш е така. Бидејќи вие сте 6 момчиња во групата, Да. имате толку многу пријатели, меѓутоа вие сте најблиски некако пријатели, немате тука критика. Вие сте најдобри, вие се си знаете, дали сум во право? Или знаете да се искритикувате и Не, ти тоа не го фати како што треба, ти не isferi како што треба. Дали имате критики меѓу себе? Така, Пред се значи, со членовите? првенствено сме добри мотиватори меѓу себе и тоа е многу битно. Нели? А од друга страна пак не е во ред по секоја цена да кажеме и ние ова супер го направивме, ако веќе нешто не чини, ние си ги клаваме на масо на каработите, си разговараме нормално. Она што го снимаме како материјал, досега да не биде дека ја тоа го фалам, али досега не паднало на негативна критика. Мислам околу песните, не студиски снимки, па направени спотови на истите, поминале одлично. Дури имаше 2 песники што веќе се обнародени, таа за Девер во Битола веќе позната, ја свират по свадби, а она што многу повеќе ме воодушевува кога ќе слушнам критика за жив настап. Не знам, после свадба, не мора да е кај наши познати, свадбата обично се непознати.
повеќето се непознати. После свадбата се каже дека е имало супер журка, она што спомна за Климетица, не знам, новогодишна забава, помбинале фантастично, концерт успешен и нешто тоа повеќе ме воодушевува затоа што сепак е жив настап, кај има душа, има енергија, нели? Не е тоа плейбек. Па не секогаш може да му погодиш на сите, мора да има и тоа е задоволни и тежината, незадоволни. Да, во тоа е тежината, значи ние сме Апсолутно. свесни однапред сите Да, дека не музичари, може сите да ги задоволиш. солисти, точно, дека однапред нема теоретски шанси на сите да му се допаднеш, па би фантастично да работиш. Да. Али убавото е на поголемиот дел онака да ги освоиш, да кажат. Дали при секој настап знаете да оцените дека убаво си поминуваат гостите кои што се дојдени за вас Па нормално. и дали се осеќа таа енергија? Нормално дека се осеќа како не. Значи, се зависи од изведувачот. Јас имам заприметено, кога не ја давам цела позитивна енергија, не можам да ги доловам, да ги поттикнам луѓето да се расположат така, како што на некој настап, значи ќе се внесам максимално и ќе бидам позитивна максимално и ќе си поминат исто. Ти си позната даваш енергија. Се трудам. Колешка ни од Битолас ни свирали и свадби, Се трудам. ги Да, Ние освојува. често Ги често освојува. имате и заеднички настапи. Не тоа- често, меѓутоа сме имале, во Да, со на граѓани се случува да се погоди да видиме заедно на настап. Се трудам да дадам се од себе, значи многу често се случува исто пееш, истите песни ги пееш, некогаш можеш да ги расположиш луѓето, некогаш не. Значи тоа се зависи од тебе. Колку често го менувате репертоарот? Бидејќи на многу настапи може да дојдат истите гости. Така. Колку често се минува репертоарот кај вас музичарите? Па сега со оглед на тоа дека нашата свирка трае 3, 4, 5 сати, зависи каде сме. Не толку често можеш да менуваш затоа што една песна трае 3 минути. И колку треба репертоар да имаш за да менуваш. Ние се трудиме не секогаш да бидеме досадни и банални, затоа што се случува да сме на свирки на кои што редовни свирки ги викаме ние. Не толку често, меѓутоа се трудиме секогаш да има нешто ново, некој новитет. Барем на секоја втора да има некоја нова песна за да биде интересна. Како е кај вас? Како кај нас, ние претежно свириме фамилиарни веселби, кај што по дефолт некако репертоарот е однапред познат, точно, али знаете како, има хит, песна ќе излези и колку да не сакаш некојаш и повеќе пати ќе ја свириме, она и на крај на крај на свадбата, ајде, некој бис ќе побараат точно да пак да ја свириме. Во тој случај да, иначе репертоарот е широк и нормално се прилагодуваме пак спрема на кои луѓе им свириме, нели? Однапред и договор е направен што тие сакат да уживаат, мислам, нашо музика. Са колегите кои свират повеќе на тие редовни свирки, таму може не е толку тропо флексибилно, мислам, има нешто повеќе простор за да кај нас е некако веќе однапред се знае што се очекува. Па да, свадба се свири, да, 80% веќе знаеме што се бара од нас. Дујшко, дали вие пред секој настап се спремате, дали имате веќе подготвен репертоар или пак можеби одите така на слепо и си пеете што ќе ви дојде на ум? За сите видови свирки што ги работиме ние, имаме посебен репертоар. За свадби се знае репертоарот свадбарско. Се има дешавано да бидеме дали во клуб или во ресторан неколку дена. Например, понеделник, вторник и среда заедно сите дена. Тога со сите сили се трудиме да го смениме малце репертоарот, пошто да не биде монотоно. Често се дешава и да се истите луѓе, што им се бендиса нашиот репертоар од претходната вечер, да дојдат и другата и да не е монотоно. И вие да ги изненадите. Да ги изненадиме малце. Хајде и кај нас да не биде толку монотоно, да продолжиме со музика, ќе може ли?
peče. Tuđi divi vetrovi, dušava jakina, pusti da se godini tuđina što minat. Daleku od majka zemlja stara, ne se odi sreća, ne se bara. Nema tamo sonce da te gre, nema komu pesna da se maga da si skratiš, samo doma sreke da se vratiš. Daleku od tuđina život od mi teče, a za zemlja rodena srce bome peče. Teška ko planina, mene me ostavi sama kad druga zamina. Ta nagradi ti smije, nežno te milova, a mene teško mi je, bez tebe ne možem. Ne možem dušo, ne možem da te zaboravim. Ogan što gori v gradive, ja sa go izgasna. Mojevo srce rane do, za tebe boluva. Ni vrela suza ne može da go izlekува.
srce raneno za tebe bolova. Ni vrela suza ne može da go izlegova. Ne možam dušo, ne možam da te zaboravim. Katinke, ti detelinke, zašto ne mi se boruvaš? Kako mrak od prezori, kako molnja nebesna, pred mene iše snuvaš. Tinke, katinke, ti detelinke, po tebe luduvaš. Site tvoji ljubavi, site momci neverni, tebe te spomnuvam. Katinke, zelena detelinke, koliko se samo eseni vo mene zapišani. Tinke, katinke, ti detelinke, zašto ne mi zboruvaš? Kako mrak od prezori, kako molnja nebesna, pred mene iše snuvaš. Tinke, katinke, ti detelinke, po tebe luduvam. Site tvoji ljubavi, site momci neverni, tebe te spomnuvam. Katinke, ti detelinke, zašto ne mi zboruvaš? Kako mrak od prezori, kako molnja nebesna, pred mene iše snuvaš.
Matike, ti detelike, po tebe luduva. Site tvoji ljubovi, site momci neverni, tebe te spomenuva. Продолжуваме ние со разговорот. Душко, не знам дали минатиот пат ве прашав за вашето детство. Мислам дека не. 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 Дали ќе може да ми раскажеш каде пораснавте, каде, мислам дека знам, во Струга? Во моето родно место Враниште поточно. Тоа е на 2 километри од Струга. Така? Таму сум израстен и се уште сум таму. Си уште таму живеете? Се уште сум таму. Како дете бев, ево ќе кажам искрено, немирно дете бев. Многу сте се промениле. По струшки, да кажеме, малце живо дете бев. Од кога знам за мене, знам за музика, со моите другари, дали ќе игравме кришмиш, дали ќе игравме фудбал, сите тие работи, но сепак од моето детство, од кога знам дека за музика, од мали нозе свирев хармоника. Се уште тоа го правам, знам и на настапи да засвирам. Со пеење започнав од моја втора година средно во музичко училиште во Струга. А до тога не знаев за пеење, само свирев, не пеев. И сега сите ми велат, како ти такво дете сега да дојде до тука, да пееш, па сега ево и настапи на телевизии, па на свадби ме бараат, тоа им е многу чудно. Меѓутоа, еве, тука сте, тоа живо дете најверојатно малку се смирило и се посветило на музиката и почнува да се занимава професионално со неа и баш ми е драго поради тоа, бидејќи навистина сте квалитетен. Адријана, јас вашето детство го знам и многу од нашите гледачи го знаат вашето детство. Меѓутоа, можеме уште еднаш да ни кажете, бидејќи сте биле малку исто и вие жива личност. Да, живо дете. Најверојатно и живите личности одат Подоцна, не, стапки. Не, нема врска тоа. Него треба да имаш некоја цел во животот. Јас од дете имам спомнато и пак ќе кажам, од дете сум со музиката, значи 2-3 години нижо музичко, потоа по тие детски фестивали Сидо, значи од 7 години бев кога прв пат пеев на Сидо, потоа 95-та пеев солист, па цел мој живот уствари е околу музиката. И тоа не треба да значи дека живо дете, јас ете така сум го поминала детството. Сите имате заедничко нешто, тоа е музиката. Заедничко нешто е тоа што музички сте образовани и за вас двајца Битола, многу интересна комбинација на гости овој пат во Фолк Естрада. Вие од Битола се преселувате во Скопје. Дали некој од вас планира да се пресели во Скопје за да започне тука кариера? Или пак доволно е вашето родно место за да целите кон тоа што сте го поставиле веќе? Моментално немаме план да се селиме, затоа што ние работиме како група во Битола. Плановите ни се да, еве сега за сега работиме на местото кај што живееме. Некојаш сами по себе да работите да, не знам, еве имаме примери на групи кај што функционираат стварно на местото кај што работат или поединци се преселиле можеби или работат во еве Скопје конкретно, нели? Али и така функционира. И то не е ништо погрешно. Мада моментално немаме таква одлука дека некој ќе живе надвор од Битола. За кај нас. Значи не е важно за групата кој каде живее, важно е дека работите и сте познати доволно во Битола и надвор од Битола и не е важно Апсолутно, од каде ќе ние тргнете во групата некој настап. имаме член кој од Прилеп и совршено функционираме. Мислам, тоа не ни се одразува во припремите, оние проби што правиме организација што имаме на групата. Колегата е баш коректен. И секогаш редовен. Исто како од градот, да, па блиску сме. Колку често знаете да правите проби? Доста често,
се зачестуваат пробите кога има, конкретна причина, знам, имаме овие во живо свирење пред мендиуми и тоа нормално е да онака се припремиме, направиме проба, ние претходно имаме и контакти со пејачите кои настапуваме и тоа е професионално, да човек пред да излези на сцена, да речем, не на настап. Се насмеа колешката преге и сите се насмеавме сладко на тоа, нели? Така да професионално е да се припремиме добро, па да биде успешно и излагањето, нели? Така. Андреа, зашто се преселивте во Скопје? Зашто на мене ми е некако за пејачките, мислам дека е Скопје центар на збиднувањето. За пејачките, за општо за сите. Се ми е поблиско од тука се случувало. Многу често да ми се јават са бајле, дојди вечер на промоција, од Битола да тргнам за промоција во Скопје, ми е далеко и со тек на време, полека стекнуваш пријателство, веќе го запознаваш градот. Мене ми беше прво многу тешко, затоа што немам никој јас тука. Имам роднини, меѓутоа не сум блиска со нив, бев сама. Во почеток ми беше многу тешко. Сега веќе имам пријатели многу и веќе се навикнав тука и не знам како би функционирала во Битола, овде сум веќе 7 години. Знам се кај кога одам дома, не знам кај се тие основни продавници што сум ги знаела на времето, сега веќе се е проминато. Да. И значи многу подобро се функционира од тука, од Скопје, затоа што се околу е поблиско од Скопје. А може би не е залюбена во Скопје Андријана, ама јавно не сум ни кажува за во тоа. Скопје, не. Адријана го Кристи открие обично сака за тоа својот приватен да живот. да, Адријана го открие. И јас знам многу работи, меѓутоа не сакам јавно да ги кажам, бидејќи си имаме договорено со Адријана за приватниот живот, не збориме, јас тоа ќе го испочитувам. Меѓутоа секогаш кога ќе седнеме приватно, секогаш знаеме и двете да си направиме убав муабет за приватниот живот, меѓутоа тоа е само за на кафе. Така, тоа се е меѓу нас. Така е. Кажи ми, дали некогаш би се преселил во Скопје за да функционираш убаво, за да снимаш повеќе песни, за да имате повеќе настапи? Па реално да кажам, за сега не планирам да од кај што седам од Струшко, не планирам да заминам, бидејќи Струга, Охрид, нашите настапи се таму и не планирам за сега. А понатаму ќе каже времето, ништо не се знае. Дали можеби ако имаш повеќе настапи во Скопје или во било кој друг град, дали не би размислувал тогаш, би рекол, па не, мене ми е полесно да функционирам во некој друг град и дали би се спакувал со семејството да заминат? Дали те држи само работата во Струга или пак целото свое детство, цело семејството, пријателите, дали е причината само настапите или пак се останато? Најголема причина е семејството и пријателите. Јас и да би имал настапи во Скопје, повеќе би патувал. Не знам како да ви кажам, би патувал повеќе ради семејството, пријателите. Ќе ми биде тешко ако заминам. Треба се од почеток, нови пријателства. Тоа што го кажав јас пред Адријана малку правеше климаше со главата. Јас искам да го велев, никогаш не би се преселила од Битола, таму се моите, таму ми е се, меѓутоа кога секој ден треба да патуваш Скопје Битола, ќе се преселиш и тоа како. Времето ќе покаже. И тоа како. Чудно смени ставот, само таму емотивно си е врзан за местото за Секој фамилијата. е врзан за Да, али еве работата да. конкретно Адријана можеби по-често работи во Скопје, е присутна тие промоции, веќе е некако и природно да тука живее. Точно. Според мене. Точно. Ајде малку да оставиме настрана работата. Што правите во слободно време? Дали можеби се собирате цела група заедно да одидете со семејствата негде на ручек? Дали можеби се собирате група да играте фудбал? Искрено јас не сум по спортот, да не речам, не сум спортист. Имаме неколку во групата кои вечерно се собираат, играат фудбал, играат кошарка. Меѓутоа јас тогаш одмарам. Да, па одмарам затоа што тоа е навечер. Имаме пракса да, еве, фамилиарно доста живееме во група така.
имаме навика да се собериме во ресторан, да еве организираме, не знам, добра риба поголема да се, нели, онака на седенка си направиме некојаш свинско печење. Тие се наши дружби кај што е фамилиарно се собираме мимо, нели, дружењето околу свирките. Јас лично, еве ако за мене се однесува, јас имам хоби риболов и да, особено тие викенди кои ќе од пролет па не знам до есен. Сакам да излезам онака во природа, имам круг на пријатели кои што одиме на риби и тоа мене лично ме исполнува. Одлично. Каде најмногу одите на риболов? На риболов повеќе локално, значи Црна река ни е во Битола, моментално еве таму, надвор од Македонија, Грција е доста атрактивно моментално. Навистина? Да, таму помалку сум модел, али мислам дека има добар риболов. Каде во Грција? Лимнохори беше така, да, тоа е негде 100 и нешто километри до границата, блиско е. Доста е блиско, за сат и пол од прилика стигнавме. Има исто така добар риболов таму. И се надам дека следниот пат кога ќе дојдете во Волка Страда, ќе се пофалите со некое голямо парче риба, уловено. Адријана, имате ли вие некое хоби кое што ете, ова е многу интересно, дали можеби вие освен кафињата со другарките? Не, апсолутно немам, никогаш не сум имала некое хоби. Во слободно време сакам да посветам повеќе внимание на пријателите затоа што не често го имам. Секогаш сум се прашувала како функционираат луѓето кои гледаат во една тапа, затоа стварно ме интересира, сум била еднаш, татко ми беше рибар, уште е, Се враќаме по на стариот рибата. брат. Да, морам да се надоврзам затоа што стварно ме интересира, дали не сум толку нервозна, меѓутоа да гледам еден сат во една тапа вака, па тоа не може. И никогаш нема да бидам рибар. Смирува, Не знам. смирува. Мене Во ме природа е смирува, се е да, природно. апсолутно секој индивидуа за себе. Мене ме смирува да читам книга, значи знам да прочитам некоја добра книга. Која е последната книга која што сте прочитали? 50 Shades of Grey. Сите тома ги имам 4, да. Добро, нема, мислам дека нема девојче кој што Да. нема прочитано таа Тоа Многу беше интересно. нешто ново и Да, актуелно, нешто. да. Сакам да читам некои трилери, Гилјом Мисо, сакам да го читам. Значи тие се некои меки трилерчина кои секој може да ги чита. Сакам да читам, сакам да гледам филмови, значи во слободно време. Така се опуштам. Ретко го имам, па посебно ноќе, затоа што работам скоро секој ден. И на тој начин се опуштам, да, со книги. Супер, супер. Истото прашање е за вас. Имате ли вие хоби? Или немате време за ништо да правите освен да пеете? Па, мое моментално хоби е Сопругата. сопругата и моето синче Марин, кој гледам максимално да го искористам времето со ними. А често се случува и со пријателите да одиме некаде да гледаме фудбал или видео игри, PlayStation, нешто малце дружење. Го Јас билјард. тоа нешто. Што правите? Вие двајца играте така билјард или кој од група Не. Милениум игра билјард? Тоа е Борче. И што Да го правите кажам. онлайн, така? Онлайн, да. И колку што наслушнав, мислам дека премногу саати трошите на тој онлайн билјард. Па, добро, трошиме, морам да признам дека е подобар. Тој се труди да го стигне. Се трудам А да јас го учам. се трудам да го стигнам некако. Или ако не можам ќе се откажам, играм со сосема други пријатели, Сама Тери. то можам да ги победам фактично. Пошто јас и како дете и сега и видео игри и се многу не сакам да губам. Не сакате Не. да губите во ништо. Не сакам да губам. И затоа кога ќе губам, да победиш сега. подобро е Сакаше да подобро е да се откажам, отколку да останам многу тоа нервоза ми ствара. Нервозно момче. Да. Не Да, сака во да тој губи. случај Не сака две да опции. Пик да не си во откажи или хороскоп. доди до крај. О, бо. Имаш ли некој овер во животот, Адријана, што така направи? Тие сите некои знаци со рогови, сите ми се некако онака баш сакаат се во животот да биде понивно. Имам доста примери кои се бик или овен и баш се тврдоглави, баш се своеглави, баш сакаат да бидат се понивно и да бидат најдобри и така.
Ајде сега вие да бидете најдобри и да слушнеме по некоја песна од нас. Дали ќе можете? si kaže me, pogledni me i prašaj me, nema da lažam jasne. Pogledni me, ne luti se, lagaje se što ti kažale. Od koga znam, ja za sebe, влюбен сум во тебе. Кажи што да сторам за да ми веруваш, дека ја за тебе живеам. Кажи што да сторам за да ме засакаш, како што те сакам јас.
Кажи што да сторам за да ми веруваш дека ја за тебе живеам. Кажи што да сторам за да ме засакаш, како што те сакам јас. Најмила за да не разделат, но љубовта не чува нас, не можат да разберат. Погледни ме, не лути се, лага е се што ти кажале. Од кога знам, јас за себе, влюбен сум во тебе. Кажи што да сторам за да ми веруваш дека јас за тебе живеам. Кажи што да сторам за да ме засакаш, како што те сакам јас. Кажи што да сторам за да ми веруваш дека јас за тебе живеам. Кажи што да сторам за да ме засакаш, како што те сакам јас. Кажи што да сторам за да ми веруваш дека јас за тебе живеам. Кажи што да сторам за да ме засакаш, како што те сакам јас. Кажи што да сторам за да ми веруваш дека јас за тебе живеам. Кажи што да сторам за да ме засакаш, како што те сакам јас. Од Битола појдов, во Прилеп дојдов. Прилепските моми, сите тутунарки, а битолските белем на рана.
moj dom. Skopskite momi, site ljubođiki, a pitolskite melemna rana. Bitola, njene babam bitola, manastir, lene jandum paga manastir. Адријана, конечно, за онаа песна која што долго време се збореше, Дубај, е одамна снимана, меѓутоа сега промовирана. Зошто баш ова време го најде најпогодно за да се промовира Дубај? Па што знам, чекав некој погоден момент и имаше некое медиумско затишје. Песната е снимана повеќе од година дена. Чекав само нешто погодно. Сакав да ја промовирам со спот. Првично ми беше тоа замислено, меѓутоа како тргна работата, така немав ни време да снимам, да отпатувам, затоа што нели заслужува спот во Дубај да се сними, затоа што песната е Дубај. И така беше најавено дека ќе биде во Дубај и така беше планирано, меѓутоа со турнеи, со настапи, со ангажмани, стварно не ми остана време, затоа што кажав имам многу редовни свирки и настапувам скоро секој ден. Последната година и повеќе од пола година не бев во Македонија и морав некако да ја промовирам затоа што така ми остана во фиока и не сакав така да остане, ја беше најавувана долго време. Па сигурно година дена. Да, беше најавувана и така испадна да се промовира ке. Песната се заслужува спот во секој случај, меѓутоа сега веќе отом потом ќе биде. И ќе се снимели? Мислам во план сум да снимам, меѓутоа се зависи од времето. Здравје Боже, ако снимам, ќе снимам на лето. На лето затоа што ми треба некој летен период. Добро, таму е секогаш лето, така? Да, во право си ти, ама со ангажманите не ми дозволува времето. Дали летен период имате помалку настапи отколку овој период? Мене ми е исто дали е лето или е зима. Барем кај мене, еве, фала му на Бога и имам доста работа, мене ми е исто дали е лето или зима. Меѓутоа можам да си одвојам, значи периодот кој што сум го планирала за одмор. Да речеме тие 10 дена, можам да ги одвојам, да бидат работни, да искористам одмор и да бидат работни. Ајде така некако да го искомбинирам. Друг начин не гледам. Дали веќе имате никоја замисла за спотот како ќе изгледа, што сакате да направите во него? Дали ќе биде баш спот кој што ќе вложите многу во него и кој што очекувате после тоа бум да Јас вложувам да секогаш. Како што кажав, дали било настап, дали било за спот, ево, во сите мои спотови, ја ги имам доста, вложувам максимално, значи за овој спот треба да се долови тоа што се пее во песната и треба да биде за некои места кои што ги има таму, а не кај нас. Сакам да биде нешто посебно, да не се повторува, затоа што кај нас стварно имаме ние во Македонија убави места, меѓутоа мислам дека доста е искористено. Има и места за кои што не знаеме и мислам дека нема ни за скоро да дознаеме, затоа што многу малку знаеме за Македонија. Меѓутоа треба да биде малку поразлично. Јас се трудам секогаш да бидам различна. Значи од мојот сам почеток сум поразлична од другите, како ме прифатили или не, до сега ми е окей. Ке биде и тоа различно. И сето она што го имам во план понатаму да го работам, се е поразлично. Што имате во план понатаму да работите? Па имам песни кои се снимени, имам песни кои што допрва треба да ги снимам. Сега пред Нова година, значи промоција на мојот втор албум беше во Америка на мојата турнеја. Значи го спремам третиот албум, спремам песни. Имам зацртано кое што треба да го направам во оваа година. Колку е важно за вас да се вложува во самата себе си и колку е важно за сите пејачи, како еден совет кон своите колеги? Јас кога почнував, значи моите продуценти Дејан и Борче, на почеток нели секој пејач нема доволно пари и доволно средства да вложи.
тие како совет ми го дадоа тоа, јас вика да почнувам сега, јас ќе кренам кредити, ќе снимам албуми, ќе снимам тоа што е најдобро. Значи се водев по тоа. Значи ако сакаш да добиеш, треба да вложиш. Фарли рибче да фатиш крапче. Апсолутно тоа, да. Што би рекле, значи никогаш не сум штедела. Јас до пред скоро време тоа што го земав и го давав, значи во тоа што го работам. И совет за тие млади, ево за колегата до мене, значи апсолутно треба многу да вложиш за да имаш производ од тоа што го работиш, а не е поентата само као снимив колку да снимам и да седи во фиока, не е тоа. Треба многу да вложиш. Дали сето тоа се враќа, Адријана? После толку години, Се враќа. доста години си Кога тогаш ќе се врати, значи треба само да бидеш упорен и треба да го сакаш тоа што го работиш и треба да имаш цел. Значи јас ако снимам спот за да ништо не направам со тоа, нема да се врати нормално. Треба да правиш нешто со тоа, треба за да се врати, апсолутно. Дали е важно постојано нови песни да се снима, дали е важно постојано нови албуми да се прават, нови спотови да се снимаат Не. за еден пејач? Не треба. Јас мислам дека не треба постојано да се снима затоа што треба да се даде еден одреден период таа песна што си ја снимил да се слушне. Да се изгустира. Да, треба да има простор прво таа песна да ја научат луѓето па да снимаш, а кога веќе го пласираш сето на наеднаш, тогаш ќе дојде нема да има доволно простор да стане некоја песна хит или да доволно луѓето ги слушнат, го слушнат материјал. Имаше некоја затишје, кажавте, односно тоа е за македонската народна музика, односно македонската песна беше забрането да се емитува. Малку пред да се вклучат камерите поразговаравме за тоа и вие не бевте навредена од сето тоа, не бевте љута на таа одлука. Зошто, Адријана? Не дека не сум лута, меѓутоа ние и така немаме доволно медиумски простор. Значи, дали било со таа забрана или без таа забрана, нас не нема. Нема каде да се емитуваме и не е поентата да се емитуваме после 2 часа кога сите спијат. Значи, и затоа не бев навредена, него немаше некое големо влијание. Епа Ива сега ви има во 15 часот и 30 Сега не има минути на сита. на наша среќа, што ево останале неколку емисии каде што може во нормален временски период да не промовираат, меѓутоа стварно сме многу малку застапени. Тоа е штета. Тоа е штета. Штета е голема штета. Момци, вие што планирате? Нашите планови, ние веќе претходно го имавме започнато вториот албум, зборувам во тек на 2016, тоа е негде и при крај да го затвориме. Се чека погоден термин, што спомни Адријана, да види во вистински момент, затоа што ние паралелно почнавме да работиме на проект со обнова на стари македонски песни, тоа е со веќе наш тренд. аранжман, малце помодерен, Владе тоа малце го објасна минатиот пат кога работевме, веќе уште сме во тек. Тука има голема заслуга Владимир од нашата група, Борче исто така околу таа припрема околу тие аранжмани. Околу тие продукциски ствари исто ни помага соработуваме со Никол Чекочанковски од Битола. Од срце да го поздравам колегата, стварно ни помага доста околу снимките. Исто така наш план е и редовно да излегуваме на емисија, особено кај што се преферира во живо да настапуваме. И ќе се надоврзам на муабетот на Адријана што спомна, секоја честа вака што има некоја иницијатива, се организираат емисии од таков карактер. И тоа е на иницијатива да малце се зголеми свеста во Македонија за нашата музика. Се сака, само убаво е да малце повеќе се промовира. Од другава страна, дали ке солистите или ке групите, треба да се вложува и тоа никош не е изгубено. Чист доказ кажувала како снимала, како веќе по турнеи и кај нас тоа се одразува дали на живи настапи, дали излегуваме на турнеи. Дел од луѓето, наши колеги да кажам, дали групи или солисти, сакат да успеат по линија на најмал отпор. Тоа е невозможно. Да ништо не преземам, а да очекувам како мене да ме барат, како јас да сум, па и да е квалитет. За жал ги имаме такви луѓе кои многу пати во разговор споделуваме страшни квалитети, луѓе кои можат многу повеќе, ама едноставно тие не сакаат да вложат.
дали финанси, а уште пожелно не сакат ни труд да вложат. Некојаш и тоа му е премногу и тие луѓе само кога вака би го практикувале на што Андријана го спомена, сум сигурен дека ќе имаат резултати. И јас Кај нас, ние оваа година сакаме да излеземе најмалце на 2 фестивали. Ние веќе имаме песна за фестивал, кај што беше во план да излеземе, али конкурсот не го фативме навреме, имавме други, сме фатени со повеќе проекти, тоа веќе го објаснив и некако помина. Па за оваа година нашиот план е покрај албумот да направиме на квалитетна промоција, веројатно ќе биде во Скопје, зашто тука и поголемиот дел од страдата, нашите пријатели, колеги се тука, исто така да го финишираме овој проект на овие обнародени македонски песни. И мислам дека оваа година ќе имаме со нешто повеќе се пофалиме околу тој дел. И јас сум сигурна дека кога работите ќе имате многу да се фалите и многу успеси ќе редите. Ги слушнавте вашите колеги, односно некој кој што има многу повеќе години на сцената од вас. Дали ова ќе ви биде совет и дали ќе почнете да правите нешто за себе, за вашата кариера? Дали ќе снимате, дали ќе продолжите со пеење и дали ќе се трудите да направите се само за да станете познат и почитуван пејач? Па ќе се трудам. Ќе настапува со нас, чим во живо учествува, тоа е за поздрав. Денеска не е секој смел и во живо да настапи да пее со оркестар. Така да е. Значи, Треба да се труди и да вложува. Нека започна. Да, стартот е добар. Да. Само треба нормално да продолжи. Треба повеќе да се вложува. Квалитетен вокал. Го стравинивте. Дали ќе може да ми кажеш, има ли некое ново проектче, дали песна, нешто ќе се случува ли сега во скоро време? Па има во најава нешто, Што е тоа? се уште се двоумам во каков, дали малце во подруг стил да биде, или во овај стил, како што е мојата песна што да сторам. Мојот прв план е да снимам видеоспот за песната што да сторам. И уште една песна, исто со видеоспот, каде што ќе ми биде чест да промовирам во вашата емисија Фолк Естрада. Значи прво ќе треба да влезеш во студио, да се сними песната и потоа повторно во Фолк Естрада да испромовираме. Меѓутоа за првата песна споменавте ќе правиме спот. Дали веќе знаете како би сакал да изгледа тој спот? Па се уште немам некоја замисла како би изгледал. Со таа продукција што ќе го снимам спотот Ќе стигнете, ќе се договорите. Подобро би било да некој совет. Според карактерот на песната. Да. Ако давиме вака одврзани раце да тие малце не усмерат како да изгледа, не знам, да се режисира тој спот, и обично сме на добар пат, значи тие знаат квалитетно на каде не упатат. Адријана, дали вие дозволувате да ви се мешаат продуцентите за спотовите? Секогаш има нешто добро што може да се слушне и да се внесе, затоа така добро изгледа. Меѓутоа и често знаете да донесете одлука Секогаш јас сум на прво место, значи јас секогаш имам визија како треба тоа да изгледа, меѓутоа без нивна помош не можеш да го доловиш баш тоа. Драги мои, многу ви благодарам што бевте дел од Фолк Естрада. Посакувам навистина да работите и постојано со новини што да ми доаѓате во Фолк Естрада за да ги промовираме. Ние ќе завршиме со музика и ќе завршиме како што започнавме и со Адријана Дамата, така и ќе завршиме со незината нова песна Дубај. Се гледаме повторно наредната сабота во 15 часот и 30 минути на Сител Тројка. До тогаш бидете ми здрави, живи, весели и слушајте македонска музика. Довидување. Ама и супер
Dubai, 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 ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Da vidim vlak sa tebe jaz, ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Dubai, Dubai, daj va to daj, ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta. So tebe sum kako voraj, ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Една желба имам, роден крај да одам, родена куќа да видам. Низ двор да се шетам, таму да се сетам, кај се родив и пораснам. Низ двор да се шетам, таму да се сетам, кај се родив и пораснам. Дедо, баба има, од нив писма прима, не знам дали се живи. Дали некој има мене да пречека, порти да ми одговори. Дали некој има мене да пречека, порти да ми одговори. Кога дома поидов, друга слика видов, дедо, баба не најдов. Порти заклучени, пенџери скршени, куќата пропадна. Спомени се пришат, очи сонци течат, со ништо не се лечат.
Ke ti napišam mnogo pisma nade duša da ti gorat, ke te prokolam mesto zboroj nade solzi ke ti zborat, sekoj isto ke go počnam. Nade vrati se, bez tebe nadeš nade nema, ne se žive. Nade, nade, vrati mi se nade, ovo život kratok je, a i nade srce ne mi vide, kade otide. Nade, nade, vrati mi se nade, ovo život kratok je, a i nade srce ne mi vide, kade otide. Ke ti napišam koliko teški mi se nokite od taga što se razbudam. Ja s te varam, mama, od tebe ni traga, na kogo najmilo da kažam. Ne si do mene i kako srce ja znalažam, zašto otide. Nade, nade, vrati mi se nade, ovo život kratok je, a i nade srce ne mi vide, kade otide. Nade, nade, vrati mi se nade, ovo život kratok